После рекламниот блок го најавивме разговорот со примариус доктор Душко Фидановски од Аџибадем Систина, со кој што ќе зборуваме за пост-ковид состојбите кај малите деца и за сите најнови нешта и статистики поврзани со тоа колку децата се подложни на новите мутации на вирусот. Добре ни дојдовте во студиото на Алфа. Благодарам на поканата. Да, не сте тука прв пат и не сте само еднаш на располагање на нашите гледачи кои што сум сигурна дека нешто подоцна ќе сакаат и да ви постават некое прашање. На почетокот пред 2 години кога започна пандемијата и кога целиот свет се соочи со една нова реалност, бевме информирани дека вирусот ги напаѓа најмногу и најопасен е за популацијата 60+. Нешто подоцна со следните мутации видовме дека вирусот ги засака и они од 40+, но најновите информации велат дека децата се оние кои што се многу атрактивни за овој вирус или најподложни на новите мутации. Дали сум во право? Дефинитивно сте во право со тоа да откако почна пандемијата со COVID-19, за среќа на децата и на нас педиатрите, децата на вистина процентуално беа помалку зафатени од оваа болест и тие кои што беа зафатени клиничката слика се презентираше со во многу полесна форма отколку кај возрастните, а исходот на лекувањето исто така беше многу добар, така да ова е сепак болест која што повеќе, како што велите вие, ги сака повозрастните, односно највозрастните, тие што се над 60 години, меѓутоа како се јавуваа новите мутации, варијанти на вирусот, таа возрастна група на инфицирани, заболени, па и починати се намалуваше, се помлади луѓе почнуваат да заболуваат од болеста, така да како што одеше времето и така и кога почна вакцинацијата, прво беа приоритетни тие кои што беа највозрастни, се почна од тие кои што беа над 70-80 години, потоа се повеќе се спушташе возрастната граница. Така дојдовме до сега да во овој период кога веќе се размислува и да се вакцинираат не само деца под 16 години, него и деца под 5 години. Сега ова е најново. Во Соединетите американски држави разгледуваат варијанти да почнат со вакцинирање и на децата под 5 годишна возраст, значи најмалата возрастна група. Меѓутоа и понатамо и покрај тоа што велам дека возрастната група на пациенти инфицирани со овој вирус станува се помлада, се намалува, значи таа старосна група, сепак помал процент од заразените се децата. Ако на почетокот на пандемијата некаде околу 2 до 5% од инфицираните беа деца, значи тоа се возрастна група под 19 години, 18 и помалку, сега веќе со појавата на најновиот овој сој на вирусот корона, познат како Омикрон, се смета дека некаде околу 22% од инфицираните се деца, значи на возраст под 18 години, школска возраст, па и предшколска возраст, со тоа да понатаму тоа е кај нас посебно карактеристика, да поголемиот процент на инфицирани деца се тие кои што се од школска возраст, најмногу основци и оние кои што одат во средно училиште. Значи, дури 1/4 од инфицираните луѓе од сите возрастни категории припаѓаат на оваа група, најмала возрастна група, односно кај децата. Во европските земји и посебно во Соединетите американски држави, каде што тргна поагресивно со вакцинирањето на децата, кај нив ситуацијата е малку поинаква. Тамо најголемиот процент на ново инфицирани се децата под 6 годишна возраст, значи предшколска возраст, бидејќи над 6 години веќе имаат голем процент на деца кои што е вакциниран. Затоа кај нив таму, за разлика од кај нас, повисок е процентот на заразени од најмалата возрастна група, значи предшколска возраст. Така, добри се, интересни се овие статистики за кои секако ќе ве прашав. Вие сте, инаку вашата стручност сте педијатар, неонатолог, да. И една убава новина, убава вест во Аџибадем Систина е тоа што од неодамна, речиси 2 недели, Систина поседува и детски ковид центар, така нели? Така е.
Ние токму заради оваа потреба што се појави, односно што се виде дека е поголем процентот на деца зафатени од овој сој, за да излеземе во пресред на потребите на нашите пациенти, отворивме еден дел, пошто е посебен, изолиран од останатиот болнички дел, амбуланско-поликлинички дел практично, каде што постои можност за преглед на деца кои што се веќе потврдени, кои што се позитивни на COVID, и во тој дел можат да бидат прегледани овие деца со закажување. Амбуланскиот дел работи од 9 до 16 часот. Во тој посебен дел имаме можности за диагностичка евалуација, значи лабораторија, рентгенолошки исследувања ако има потреба, и доколку има потреба од дневна болница. Значи, ако постои потреба од некакво згрижување краткотрајно, давање на лекови, инфузија или дополнителни медикаменти, постои можност таква, а доколку има потреба и од хоспитализација, за среќа процентот на хоспитализирани деца е многу мал, иако и тој е во пораст пропорционално на големиот процент на деца заразени со вирусот, сепак доколку постои потреба од хоспитализација, постои можност кај нас во делот од ковид центарот кој веќе постои еден посебен дел каде што може да бидат и хоспитализирани ако има потреба од хоспитализација. Така. За децата читаме овие 2 години дека на некаков начин се скриени преносители на вирусот, бидејќи според една студија која ја пронедовденови во Виена, направена во некој медицински институт, речиси секој четврто дете го прележало вирусот не ни свесно, асимптоматски не ни свесно дека ја поминало таа ковид состојба, но за жал ја пренело на некоја повозрасно лице кое што не така лесно може да се соочи, да се избори со вирусот. Добрата страна, ако воопшто можеме да зборуваме за добра страна при ковид состојби, е тоа што новите мутации не испаднаа толку многу фатални како првично. Дали тоа се однесува и на возрастните или само на децата? Иста е состојбата. Значи, оваа мутација сега, овој сој омикрон што го имаме, до сега според сознанијата што ги имаме, сепак е со полесна клиничка слика, голем е процентот на пациенти кои што е со полесна клиничка слика, истото е и кај децата. И со не толку голема смртност. Иако смртноста е висока, дури е повисока можеби и од делта сојот, меѓутоа тоа е причината заради тоа што има огромен број на ново инфицирани. Така да пропорционално тоа се зголемува и смртноста. Инаку во глобала овој сој изгледа дека предизвикува полесна форма на болест, тоа исто и кај децата. Кај децата и до сега карактеристика беше што одеа, како што рековте, асимптоматски, значи без никаква клиничка слика, а го имаа вирусот, со многу блага клиничка слика, мал процент на деца беа со потешка форма. И овој сега исто омикрон, карактеристиките негови е дека бројот на хоспитализирани пациенти е зголем, меѓутоа бројот на деца кои што побарале третман во интензивна нега, значи кои што завршиле, да речеме, со потреба од кислород, респираторна поддршка, е за 1/3 до 1/5 помалку отколку што било состојбата со делта сојот. И она што е многу важно, со претходните соеви, кај децата посебно, првите оние мутации кои се појавија, алфа, бета, тоа е оној британски па јужноафрикански сој кој се појави, правеше проблем кај децата кои поминуваа најчесто асимптоматски, се појавуваше една состојба на пост-ковид. Состојба позната како мултисистемски инфламаторен синдром или МИСК, кој што правеше сериозен проблем кај децата. Тоа, ако беше карактеристика за претходните соеви, кај омикронот, па дури и кај делтата веќе не го гледаме. Многу е мал бројот на деца после оние пикови кои што ни се јавија летос, да речеме август, септември, кога беше делта доминантна, и сега еве скоро и да не гледаме деца со овој мултиинфламаторен воспалителен синдром, што е исто така една од позитивните работи и ни укажува дека сепак овие соеви нови кои што се појавуваат се помалку, да речам агресивни
за организмот, посебно за детскиот. Така. Јас би Што сакала... не радува, значи. Така е. Би сакала да ја отвориме телефонската линија за нашите гледачи кои што сакаат да постават конкретно прашање поврзано со здравието, поврзано со последиците или можеби со некоја ваша во моментов актуелна состојба или на вашите деца, бидејќи како што рековме, стручноста на нашиот денешен гостин е педиатрија, неонатологија. Во меѓувреме, додека го добиеме првиот гледач ние за ова утро, би сакала еве да ја искористам можноста да ве прашам колку се бремените жени, односно идните мајки тука заштитени и дали ги штити таа нивна друга состојба, каква што се нарекува кога е жената во таа состојба? Не, за жал, обратна е состојбата. Дури има статистики кои што покажуваат дека трудниците се поосетливи на инфицирањето со вирусот и посебно трудници кои што имаат коморбидитет, како што велиме ние, значи други заболувања, да речеме пред се диабетот, обезноста исто така представува проблем и други хронични заболувања, белодробни, срцеви, така да тие бременности стануваат уште поризични доколку дојде до инфекција со омикрон и многу поосетливи се тие трудници отколку другите, така да проблемот треба да се посебно обрне внимание и така и беше, ако се сеќавате, кога почна целата состојба со пандемијата, трудниците беа првите во оние групи ризични кои што беа на некој начин посебни мерки беа превземени за да бидат заштитени. Меѓутоа се смета дека овие сега нови соеви како стануваат помалку малигни да ги наречам, посебно сега после делтата овој омикронот, дека тоа веќе ја менува состојбата, иако процентот на заболени повторно ќе речеме многу висок. Така, го имаме ние првиот гледач за ова време од нашиот разговор. Добре дојде и повелете. Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Јас прележав поздрав прво на докторот и на вас. Благодариме. Многу ми се допаѓа вашата емисија. Еве, прилика јас да прашам за моето здравје. Прележав ковид лани во април. И дидемерите ми се постојано високи. Додека пијам клексан, се во ред. Се спуштаат, дури испод дозволеното ова. А штом престанам да пијам, повторно одат нагоре овие дидемерите. Што да правам, кај да одам, никаде нема термин. Едно испитување на ковидот, овој речи, дидемерите е 800 денари, нема термин за надржавно. Што да правам, кај да одам? Барам чаре, каде ми е зариштето, се сум испитала до сега, се е во ред. Дали сте вакцинирана? Не сум вакцинирана, пошто ми се високи дидемерите, ја се плашам. Стварно се плашам. А дали имате некакви други хронични заболувања? Не ве слушнав. Јас пијам за срце, нешто со срцето не е во ред. Малку притисок, кога имам проблеми се качува. Иначе ми е низок. Тоа. Така. И благодарам и ви посакувам брзо закрепнување и брзо враќање во нормална состојба, што ќе ја советуваме нашата гледачка. Јас сум сепак педијатар, морам да кажам, дека не би се пуштал во анализа на случајот кој што беше кажан, меѓутоа ова се опишани состојби кои што се јавуваат после ковидот кај возрастните според ова што го следиме, нели, во медицинската литература. Можно е да се работи и за некаква состојба на пост-ковид, односно така наречен лонг ковид, кој што го има и кај возрастните, па сега се опишува веќе и почнува и кај децата да има вакви случаи, каде што по прележувањето на инфекцијата остануваат последици пред се по однос на кардиоваскуларниот систем, белите дробови, па што чувствуваат децата, ме интересира, одреден дел на деца, што чувствуваат како пост-ковид симптоми? Замор? Кај децата тоа не го гледаме. Го гледаме ова што веќе го кажав, евентуално кај тие кои што дури немале никаква клиничка слика, биле во контакт со вирусот. Тој веќе неколку пати спомнат мултиинфламаторен воспалителен синдром или МИСК, кој што се јавува 4 до 6 недели најчесто после контактот на детето со вирусот. Напоменувам, тоа се деца кои немале најчесто никакви симптоми, биле асимптоматски, меѓутоа биле инфицирани од вирусот, кој што се манифестира со
различни симптоми, една пролонгирана температура е водечкиот симптом, инаку другите симптоми може да бидат зависно од тоа кој систем е зафатен, респираторниот, кардиоваскуларниот, најчесто има кожни промени, меѓутоа доминирачки знак е температурата, малаксалоста. Во поретки случаи може да бидат зафатени и внатрешните органи, веќе спомнав срцето, белите дробови, бубрезите, може да настанат промени во коагулацијата, како што беше случајот овдека спомнат кај господјата. Инаку класични долготрајни симптоми после прележување на болеста кај децата обично не гледаме. Значи тоа е акутно, трае 2-3 дена, симптомите се тие кои што обично до сега се веќе познати, температура најчесто, затнат нос, болки во грлото, кашлање. Многу често кај децата има симптоми од страна на гастроинтестиналниот тракт, значи стомачни тегови, повраќање, диареја и она што сега е некој ексклузивитет, да речам, за омикронот, многу има случаи на деца кои што се презентираат со клиничка слика на ларингит. Позната кондиција во детската возраст, која што всушност представува една карактеристична клиничка слика на тешко дишење, посебно тешко вдишување, она кучешко кашлање што го викаме ние и обично се јавува во раните утрински или доцните ноќни сати. Значи поголем процент на деца кои што се манифестираат со овој така наречен круп синдром или попознат во популацијата како појава на ларингит. Така. Значи доколку забележат родителите некоја ваква состојба, некој е нагласено утринско или доцна навечер кашлање кој е наликува на ларингит, кучешко кашлање, длабоко кашлање, да. Тоа може да се работи и за на COVID. Да. Така, и уште на самиот крај сакам да ве прашам околу маските. Доста од родителите правеа бојкот, се потрудија на некаков начин да ги променат мерките со задолжителното носење на маски. Веројатно сте и вие информирани и следите дека се убедени дека маските навистина многу ќе им го нарушат, се непотребни и многу ќе им го нарушат и така кревкиот имун систем на децата и дека нема потреба нивното дете 7-8 часа во текот на целиот ден во училиште да ја носи маската со која отежнато дише, зборува и така натаму. Што мислите вие? Значи јас сум за тоа да децата учат со физичко присуство. Значи да се престане со онлайн наставата, бидејќи тоа влие негативно врз образовниот процес, едукацијата е многу лошо спроведена организационно отколку клучна едукацијата, така. Второ, делува многу лошо на менталниот развој на децата, на социјализацијата, воопшто на развојот, така да ги хендикепира долготрајно, долгосежно последиците понатаму ќе се осетат од долготрајното учење од дома и седење на децата дома. Така. Второ, ги оптеретуваат родителите кои веќе сега нели треба да тргнат на работа. Тоа беше првите месеци и година од пандемијата кога седевме сите дома во карантин. Сега тоа веќе се сменија работите. Со седење на децата дома повторно се создава ситуација да некој треба да биде, посебно со помалите деца од предшколска па и почеток од школска возраст, меѓутоа првите 4-5 одделенија, значи некој треба со тие деца да биде дома. Значи ги пречи да и тие одат на работа и придонесува за економската стабилност, да речем, на земјата. Така да јас сум дефинитивно за одење на училиште со физичко присуство, меѓутоа задолжително со придржување на овие 3 мерки кои беа уште од почетокот на пандемијата. Значи носење на маска, дистанца од 1,5 до 2 метри и миење на раце, бидејќи ова е се уште најефикасниот начин на заштита од ширење на вирусот во училиштата. Така, и што помалку физички контакти да имаат. Апсолутно, така да постојат и многу студии кои го докажуваат ова, дека носењето на маски од страна на децата и од наставниците придонесува за што помалку затварање повторно, значи одење во карантини на цели одделенија или цели групи во градинките, така да дефинитивно не се во право тие кои што мислат дека е непотребно носењето на маските. Потребно е за да можеме нормално да продолжиме да живееме, затоа што вирусот ќе биде тука уште присутен, најверојатно уште некое време, никој не може да предвиди колку. Токму тоа сакав и да ве прашам на самиот крај, дали можеме да го
означиме финалето на целото ова живење? Да, па, добро, влегуваме во некоја Финална фаза. Предпоставувам дека е така, мислам сите индици укажуваат на тоа, меѓутоа дека ќе нема случаи и повремено дека нема такво нешто нема да се случи, нити треба да очекуваме такво нешто, ќе има од време на време во периоди кога ќе мора да се групираме повторно во затворени простори, да речеме во сред лето, кога е многу топло, кога не можеме надвор да бидеме и ќе треба внатре да седиме. Под клима, во затворени простори, тогаш повторно можеби ќе има некакви пикови кои нема да бидат вакви какви што се сега и во текот на зимата кога повторно ќе треба заради ниските температури да бидеме во затворени простори, поголема концентрација на луѓе. Меѓутоа, мислам дека ова е финалето на пандемијата која ќе премине во некаква епидемија или ендемија со сезонско вакво флуктуирање на бројот на случаите, меѓутоа ќе мора и понатаму да се внимава и да се придржуваме кон овие мерки, посебно носење маска, дистанца, миење на раце, посебно во популацијата кај нас која што е многу слабо вакцинирана. Значи ние имаме 30-35% на вакцинирана популација. Да, тука стоиме, стагнираме во поглед на имунизацијата, но да се надеваме дека сите овие бројки високи ќе ги освестат оние луѓе кои се уште не можат да се одлучат да примат вакцина за заштита против COVID-19. Ви благодарам многу што бевте ова утро на Алфа. Благодарам на поканата и на вас. Посакувам што помалку компликации на деца па и на возрастни од вирусот и што добри пациенти да имате во иднина. Тоа беше доктор Душко Фидановски, примариус, неонатолог и педијатар кој што ни зборуваше за повеќе нешта поврзани со вирусот, а најмногу за она како децата се справуваат со него. А сега одиме со една кратка пауза и веднаш ќе ви презентираме што ново од утре навечер ќе гледате на Алфа.